Пат околу светот за 80 дена, според романот на Жил Верн. Едно сончево октомвриско утро, Филиес Фок стана како и вообичаено, точно во 8 часот. Појадуваше во 8:23 и се избричи во 9:37. Потоа се облече и во 11:30 замина во својот клуб за да си поразговара со другите лондонски джентлмени и да си прочита весник. Тој ден една вест му го привлече вниманието. Новата железничка линија Бомбај-Калкута што току беше пуштена во употреба. И конечно беше возможно да се обиколи светот за само 80 дена. Веднаш започна жива дискусија помеѓу членовите на клубот. Сите мислеа дека е невозможно да се стори тоа, но Фок, кој од секогаш сакаше предизвици, извика: "Се обложувам во 20.000 фунти дека ќе го направам тоа." "А ако изгубиш?" прашаа другите изненадено. "Тогаш ќе ви го платам истиот износ," одговори без колебање. "Брзо мораме да ги спакуваме куферите. Возот ни заминува за 1 час," рече Фок кога се врати дома, целиот задишан. Неговиот најверен батлер по трчкото беше навикнат на ексцентричноста на својот господар и не поставуваше прашање, туку веднаш се фати за работа. Нешто подоцна, двајцата беа на станицата Педингтон и заминуваа кон египетското пристаниште Суец. Во меѓувреме, банката на Англија беше ограбена од разбойник кој изгледаше исто како Фок. Воопшто не беше изненадувачки тоа што Фикс, мощен вешт детектив кој го следеше Фок до Суец, погрешно си мислеше дека тој е најбараниот човек во Англија. Фикс сакаше да го уапси Фок и да го врати во нивната татковина, но таму во Египет му требаше овластување од локалната полиција. Детективот немаше друг избор освен да ги следи Паспатру и неговиот господар на парабродот за Бомбај. Кога стигнаа таму, тројцата отидоа во централната железничка каде што се качи на новиот воз за Калкута. Меѓутоа среде џунглата кондукторот објави: "Возот застанува тука." "Не е можно веќе да сме стигнале во Калкута," извика Фок. За несреќа, пругата уште не беше довршена и беше неопходно да се продолжи пешки до следната станица. "Никогаш нема да стигнеме на време," си помисли джентлменот, но не се предаваше и само што слезе од возот, најми локален водач да ги одведе него и Паспатру на гробот на неговиот слон. Во текот на патувањето, одеднаш една поврка им го блокираше патот. "Што се случува?" праша Фок. "Не грижете се, тоа е само погреб на еден принц. Ќе го запала телото на покојникот, заедно со вдовицата," му одговори водичот. Потоа додаде: "На овој начин таа ќе го следи својот сопруг и на оној свет." Гледајќи го лицето на малата принцеса, Фок и Паспатру се сожалија и решија да застанат таму и да преноќа. Потоа, искористувајќи ја мешаницата, тие се мушнаа во толпата и пред зачудените погледи, пред сите ја грабнаа девојката. "Ви благодарам што ме спасивте," извика девојката која се викаше Ауда. Потоа додаде: "Имам братучет во Хонг-Конг, ќе може ли да ме однесете таму?" Фок и неговиот батар се согласија, но кога стигнаа во градот, постојано следени од преправениот Фикс, открија дека братучети се одселил. "Тогаш решено е, ќе дојдеш со нас во Англија," рече Фок. Во него почнаа да се јавуваат чувства на симпатија кон убавата принцеза. И понатаму, со детективот Фикс за дневните петици, тројцата се качија на бродот за Сан Франциско, откаде што продолжија со воз за Њујорк. Нивниот план беше да го фатат бродот на Ливерпул, но кога стигнаа на пристаништето, парабродот беше веќе заминал. Свирејќи подбивно во облакот чат и не можејќи да го чекаме следниот брод, ќе го изгубиме одлогот, рече Фок. Бидејќи имаше доволно пари, му понуди награда на капетанот на еден друг брод, усидрен во пристаништето. Ако ги однесе до Англија, ќе му ги даде парите. "Прифаќам," рече човекот, "ама првин ќе мораме да застанеме во Франција." Фок се преправаше дека ги прифаќа условите на капетанот, но само што излегува од пристаништето, со една измама го заклучи во неговата кабина. Потоа ја плати договорената сума и ја превземе командата на бродот. Наредувајќи му на екипажот, со полна пареа напред кон Англија. Меѓутоа, кога само беа неколку милји до пристаништето,
почна да им сменува гориво. Поради тоа, Фок им нареди на морнарите: пресечете го главниот јарбол, штиците наредете ги од палубата, мебелот од кабините, сето дрво кое го има и фрлете го во котлите. Ситуацијата изгледаше очајна, се додека конечно не го здогледаа копното. Но само што Фок стапна на пристаништето, Фикс му се испречи на патот. Стој, уапсен си за грабеж. Кога стигнаа во локалната полициска станица, детективот дозна дека вистинскиот разбойник е веќе уапсен, па со многу извинување го ослободи Фок и неговата дружина. Но веќе беше предоцна. Последниот воз за Лондон беше заминал. Никогаш немаше да стигнат на време. Следниот ден, кога конечно беше дома, Фок воздивна. На ова патување потрошив 19.000 фунти. Ке треба да платам уште 20.000 за облогот. Останав без кршена пара. Потоа и рече на Ауда: те молам, прости ми. Веќе не сум во состојба да ти овозможам удобен живот. Но принцезата го погледна во очи и му рече: парите не ми се важни. Дали си богат или сиромав, секако ќе те сакам. Дали ќе ме земеш за жена? Ќе бидам несреќниот човек на светот ако ме биде жена, одговори Фок. И веднаш го повика Паспетру, кој требаше да се ожени со Ауда следниот ден. Венчавката во понеделник, се побуни батлерот, но неговиот господар секако го испрати во црквата. Утре, одговори свештеникот на барањето на Паспетру. Се разбира, може, недела е совршен ден за венчавка. Тогаш Паспетру свати дека пресметките на неговиот господар беа неточни, бидејќи петуваа околу светот, всушност тие добија еден ден повеќе. Потоа отрча да му каже на Фок, кој веднаш се упати во клубот и стигна да го премине прагот точно 1 минута пред крајниот рок. Го доби в облогот, објави пред своите вчудо невидени пријатели. Откако си ги покри трошоците од патувањето, на Фок му останаа уште 1000 фунти од облогот, па изјави: сакам да им поделам по половина на Паспетру и на Фикс кои се соочија со опасности и непријатности на патувањето. А мене пак не ми треба друга награда освен љубовта и среќата што ги најдов во Ауда.